Невработеноста како и семејното насилство врз жените се најчестите проблеми со кои тие се соочуваат во Тетовскиот регион. Нема шелтер центар со што се крши правото на жената да биде заштитена. Дополнителен проблем имаат жените од руралните средини. Ова е детектирано преку проектот Македонска активна платформа за социјална инклузија. Овој проект е одлична можност сите локални чинители преку диалог да допринесат кон решавање на проблемите. Најгорелив проблем им е вработувањето, што со години има жени што чекаат, иако завршиле високо образование, доаѓаат кај нас како невладин сектор, бараат помош, но ние сме немоćни затоа што таква е состојбата во државата, што вработувањето е број еден проблем. А за младите, што се однесува до младите се посебна навистина категорија на која треба да им се помогне. Тргнувајќи од фактот што тие завршуваат и од немање можност за да најдат работа, бегаат надвор и тоа е навистина горлив проблем за нашата средина, воопшто во целата република е овој проблем. Локалната конференција која денес се одржа во Тетово беше со цел да се развие диалог на повеќе нивоа со повеќе активности. Секоја општина вклучена во проектот ќе прави сопствена стратегија каде ќе бидат наведени детектираните проблеми, а потоа ќе се прави целосна национална платформа која би требало да допринесе кон решавање на проблемите. Акцентот е на диалогот, акцентот е на диалог не само со општинските власти, владините институции што се застапени на локално ниво, невладините организации исто се вклучени, политичките партии, локалните младински совети, секако бизнис заедницата, академската заедница, значи еден мултифакторен брейнсторминг да се направи за да може прво да се идентификуваат проблемите со кои се соочуваме на полето на социјална инклузија, специјално за групите жени и млади, и понатаму да се преку идентификувањето и работата заедно, тоест диалогот на повеќе нивоа, да се дојде до една стратегија за решавање на истите проблеми. Во овој проект вклучени се 18 општини. До мај предвидено е да завршат сите активности, а потоа да се пристапи кон евалуација. Проектот го имплементира Институтот за економски стратегии и меѓународни односи, а финансиране од ИПА компонентата за развој на човечки ресурси од страна на Европската унија.